26 години армијата на Република Македонија ја обезбедува нашата држава, ја брани сигурноста на нашите граѓани и помага секогаш кога тоа е потребно. И не е случајно тоа што армијата на Република Македонија е институција во која граѓаните имаат секогаш највисока доверба. Тука се секогаш кога е тешко, им помагаат на граѓаните секогаш кога има проблем, а во светот секаде ни го обелуваат образот. Армијата беше најголем тивок дипломат кој во позадина ја обезбеди нашата покана за членство во НАТО. И затоа денеска сме тука, прво да им одадеме почит и признание на сите жени и мажи, припадници на армијата, од војници, подофицери и офицери до највисоките старешини, генерали и началници, за се оно што го направиле за Македонија. Тука сме и заради тоа што армијата постои за граѓаните. Така што од сите одбележувања на денот на армијата, ово е можеби најважниот, да ја покаже врската помеѓу армијата и нејзините граѓани. И таа врска денеска можевте да видите колку е блиска и позитивна. Затоа многу ни е драго што навистина голем број на граѓани го прифатија нашиот повик и денеска ќе бидат со нас. Да ја видат опремата, да ги видат луѓето, да ги видат вештините кои ги имаат и да бидат сигурни во својата татковина. Уште еднаш дозволете ми во името мое, на владата, на генералштабот да ја честитам денот на армијата 18 август. Овде кај војниот оркестар. Родителите на Бојан Тимовски да дојдат кај малиот овде ги чека. А и вие најавите дека има повеќе пари за отбраната, нели гледајќи кој процент потребен од 2% БДП кои се бара за надвозимите. Меѓутоа сепак тоа споро оди. Зошто тоа оди споро? Докај се оние набавки за модернизација на армијата кои беа најавени, скинати лани, беа најавени дека ќе бидат во тек на оваа година и уште еден момент од да кажеме тие реформски коронато процеси, враќањето на генералот Божиновски остави празно место таму. Што ќе се случува со тоа место и со другите војни тешави во земја? Благодарам на прашањето. 18 август оваа година го славиме и како ден на армијата после нашата покана од НАТО. И тоа е голем успех кој што го постигнавме, тоа е голем успех кој треба да го финишираме со резултатот членство во НАТО алијансата. Меѓутоа, оваа година не се сконцентриравме исклучиво на тоа прашање. Кажавме дека армијата долго време е занемарена и заборавена и дека мора да се врати со конкретни чекори. Оваа година владата обезбеди 15% зголемување на вкупниот буџет за одбраната. Обезбедивме после многу години првпат зголемување на платите на сите припадници на АРМ за 10%, нешто што беше најавувано и никогаш не реализирано. Обезбедивме првпат исплата на јубилејната награда на сите оние кои над 15 години се во служба на армијата, кои години со ред не било исполнувано. Обезбедивме враќање на плаќањето на дежурство за сите припадници без исклучок на армијата. И она што беше исто така многу важно, оваа година обезбедивме средства во буџетот за набавка на униформи и чизми за сите припадници на армијата. Вие знаете дека во тек се и набавки на неборбени возила и инженериски машини кои во многу ќе го зголемат капацитетот на армијата, особено за поддршка на цивилните институции. Јас очекувам дека до крајот на следниот месец ќе го завршиме и ремонтот на сите хеликоптери и ќе обезбедиме стабилна основа за следната година. Владата во стратешкиот одбранбен преглед зеде обврска секоја година да ги зголемува средствата за одбрана за 0,2% поени и веќе планираниот буџет кој што е доставен до Министерството за финансии подразбира набавка на почеток на набавка на оклопни транспортери, на АБХ опрема, како и следни чекори во делот на модернизацијата. Меѓутоа, важно е што веќе од оваа година почнуваме со двата проекти кои беа неспорни дека мора да бидат дел од модернизацијата. А тоа е набавката на неборбените возила и инженериските машини. Следната година оклопните транспортери ќе бидат по мене клучниот проект.
И уште една голема работа која оваа година се надеваме дека ќе ја завршиме, тоа е подобрување на компјутерскиот систем и неговата заштита, бидејќи не можете да бидете членка на НАТО ако не ги гарантирате безбедноста на информациите. Така што модернизација на армија не е проект кој се завршува за една година, секој пат модернизациите за армијата се планираат за следни 10 години. Проблемот минатата година беше што се имаше влезено во проекти за модернизација за кои не постоеше консензус. Затоа беше многу важно да завршиме со стратегијата за одбрана и стратегискиот одбранбен преглед, за да точно знаеме и никој да нема дилеми кои се првите работи кои мора да се набават и колку пари за тоа треба да се обезбедат. Во делот на второто прашање, мислам дека и ова е политичка порака, дека нашиот прв воен представник во НАТО е сега началник на генералштабот. Тоа ја потврдува определбата на Република Македонија и на сите нејзини институции да стават акцент на нашиот стратешки приоритет членство во НАТО. Веќе го имаме распишано конкурсот за полковник, кој што ќе биде испратен да биде во овој момент највисоко позициониран во нашето воено представништво. Меѓутоа ја засилуваме мисијата во Брисел дополнително со уште еден офицер веднаш и со дополнителни државни службеници кои што ќе бидат советници во мисијата. Очекуваме дека во текот на оваа и следната година минимум до негдека 10 офицери и државни службеници ќе го засилат нашето присуство во Брисел и во Монс. За кампања за референдумот, сега министерство има 3 дена да достават колку пари има на располагање за да се потпише за референдум. Веќе поминаа 5, дали веќе знаете како се бидете да прашаме господин Тердовски вчера? Мислам дека за сумата ќе чекаме седницата на влада кога тоа официјално треба да го одредиме. Заради празникот седницата на влада ќе биде во среда наутро и јас сум убедена дека тоа ќе биде една од првите одлуки. Меѓутоа, она што е јасно е дека практично владата не сака да биде главниот актер, заради тоа што собранието е тоа што ја донесе одлуката за референдум и со тоа ќе покажеме дека владата нема политичка или партиска агенда, туку навистина на ова прашање е сконцентрирана на клучниот интерес на Република Македонија. Да не биде изолирана држава, да биде држава со перспективи, да стане членка на НАТО и да ги почне преговорите со Европската унија. Значи дека нема да изгубува пари министерството за Не, мене ме праша, јас не ги имам податоците за сите. Се разбира дека Министерството за одбрана е едно од тие кои што и највеќе треба да биде заинтересирано за нашиот стратешки приоритет и од нашиот сектор за финанси спративме информација дека на располагање ставаме негдека помалку од 60 милиони денари кои што беа планирани за слични активности, меѓутоа сметаме дека е подобро да ги искористи собранието, тоа не ние поединечно. Тоа е лага која што е навистина неодговорно, антидржавно и навистина срамно што некој се обидува да ја злоупотреби. Најостро и најдецидно ја демантирам дезинформацијата со која што сакаат граѓаните да се уплашат. Меѓутоа, наместо зборови, јас ќе ви понудам сами да донесете заклучок. Македонија веќе повеќе од 14 години учествува во НАТО мисии. Повеќе од 10 години на криволак се одвиваат и македонски, и регионални, и НАТО вежби. Зарем не сметате дека е малку чудно што за прв пат после овие 10-15 години во последнава година наеднаш се појавија дезинформации околу можните опасности. Во Македонија и надвор од Македонија постојат структури кои што не сакаат оваа држава да стане пристојно место за живење, кои што не сакаат Македонија финално да се стабилизира и кои што не сакаат Македонија да успее во своите стратешки приоритети, членка на НАТО и членка во Европската унија. Затоа во изминатава година, секој пат кога ќе забележи државата успех, тие излегуваат со лаги и со дезинформации. Ги демантирам и порачувам дека овие лаги нема да не обесхрабрат да го работиме тоа што ни го доверија граѓаните, да ја направиме Македонија подобра држава. Кои се тие структури? Јас ве поттикнувам вас и како новинари и истражувачи да ги видите линковите, да се обидете да дознаете што е во позадина.
нас нема да не дефокусираат, да се занимаваме со нив, наместо да се занимаваме со нашата задача. Имаме стратешки приоритет, имаме државни цели и фокусирани сме на нив. Меѓутоа, факт е дека исти луѓе, иста држава, 10-15 години не гледала проблем во сите овие работи, бидејќи нема таква опасност. Јас сум државјани на оваа држава, немам резервни пасоши, немам резервни татковини, немам сметки на Белизе и единствено нешто што сакам е државата да ми биде подобра, постабилна, побезбедна, па и еколошки почиста. Убедена сум дека никој од нас такво нешто не би дозволил ниту за себе, ниту за своето семејство, ниту за својата држава. Министер, ке може ли да не кажете кои се тие сили да ги именувате, кои што не сакаат да влеземе во НАТО? И второ прашање, дали е точно дека школата за пилоти на Стенковец немаат земено, инструкторите немаат земено плата од ноември минатата година? Сега ве прочитав од каде сте. Инфомакс беше еден од порталите кои што пласираше информација на најнепрофесионален начин, без да се обиде дури ни да праша во Министерството за одбрана или било каде. Јас ве сослушав многу внимателно, би ценела ако сослушате ако сакате одговор. Ако не сакате одговор, тоа е друго прашање. Сметам дека информациите кои што се апсолутни лаги и кои што ги пласирате се дел од валка на кампања против стратешките интереси. Ниту еден припадник на армијата на Република Македонија, ниту на Министерството за одбрана нема проблем со исплата на плати. И би ценела доколку некогаш тие информации се објават во вашиот портал. Другите структури оставам на оние институции чија што е задача тоа да го истражуваат. Меѓутоа мислам дека многу повеќе и вие како новинари можете да видите дека наеднаш се појавија непознати профили, се појавија невидливи акаунти кои што единствено работат на ширење на невистини. Јас сум човек кој што сакам да разговарам со аргументи и прифаќам и различни мислења. И мислам дека е легитимно некој да има и различен став. Меѓутоа да се сеат лаги, страф, несигурност, за да се загрозат стратешките интереси на државата, за мене тоа навистина е работење против интересите на својата татковина. Ви благодарам.